Затворени во собствените домови. Вака во една реченица би можел да се опише животот на околу 5000 граѓани кои живеат во близина на фабриката Paper Mill во Кочани. Црниот чат и смог се нивно секојдневие. Лути ми на очите, да се бале станам, течат ми сълзи очите. Караме на... гуши ми на грлото, секо се бале. А не само мене, имам внукички 3 и они исто. Ти се бајле околу во 6,5 сато, 7 сато беше. Беше црно, знаеш како црно. И миришеш. Само ти тоа што мисли дека е добро, нека дојде ке мен, ти му давам и јадење, и стани, спање, и бањање, се ти му дам. Да види како се живее туете. Тоа вчера беше, неверојатно. Малку од грипо, а сега од неја тоа веќе не е издржливо. И напротив работила целулоза, не имало ништо, а сега е стварно, многу страшно за живот тука. 3 дена Кочани меѓу првите градови по загаденост, а во неделата го достигна својот пик. Кочанчани сметаа дека во вечерните часови после 20 часот и за време на викендите загаденоста во градот е најголема. Екоактивистите се сомневаат дека фабриката не го почитува решението на државниот инспекторат. Но еве овие последни 4 дена, како што имате приметено на диаграмите, Кочани пак се појавува во првите места на најзагадени општини во државава. Тие не се единствено загадувач, но дека се најголем, тоа е евидентно врз основа на сите тие за параметри за загадување кои ги имавме во деновите кога не работеа и потоа кога работат. Фабриката претходно работела на метан, но најверојатно поради финансиски придобивки производството е префрлено на пелети. Екоактивистите објаснуваат дека е потребно да се постават дополнителни мерни станици, за да се увиде реалната бројка на штетни емисии во воздухот. Во Кочани има само една мерна станица и таа е поставена, односно оддалечена повеќе од километар од фабриката Paper Mill, за која кочанчани сметаат дека е еден од главните загадувачи на градот. Еколошките здруженија бараат мерна станица да се постави точно до фабриката, за да се утврди загаденоста на воздухот. Коментар за тврдењата на екоактивистите побаравме од фабриката, но одговор до овие вести не добивме. Од Инспекторатот за животна средина објаснуваат дека од фабриката добили известување дека се направени одредени промени. Утре ќе се изврши мерење од акредитирана лабораторија, пошто ќе се знае какви мерки ќе бидат преземени. Со последниот контролен инспекцијски надзор од Државниот инспекторат беше утврдено дека фабриката за хартија Paper Mill емитувала во воздухот PM честички и јаглероден моноксид повеќе од дозволеното. Фабриката доби забрана да користи пелети се додека не се направи прилагодување на опремата за прочистување на воздухот. Досегашните мерења на гасови ги правела лабораторија што не била акредитирана за таа постапка.